Избориве донесоа уште едно чудо. По 27 години за прв пат Кратово доби градоначалник кој не е од Социјалистичката партија на Љубисав Иванов Дзинго. Ова чудо е колку политичко, толку и економско. Од Кратово се јавува нашиот статива. Општина Кратово, последната комуна на Балканот каде што не се користат пари туку бонови. Но ветриштата на промените дуваат изгледа и тука, иако временската прогноза не најавува никакви ветришта. Преговараме за општина Кратово да влези за почетокот во монетарна унија, што е тоа, а понатаму денарот како платежно средство да се имплементира на целата територија на општина Кратово, што е. Тоа би било еден вид тоа што го велат овие да се влезит во еврозона или ние интерно ша велиме таа денар зона. Пецо Дигитроно е млад кратовчанец кој ја увидел можноста на оваа промена, па така тој отворил менувачица на бонови, веројатно првата во светот. Ја порасав со бонови, бе. Не знаеше што се пари, дури не иде на факултет у Скопје, бе. Бонови цело време заврши школа, иде на матурска на пејачката бонови даде. И нема сега луѓето се плашат, они не знаат дека ако отидеш сега у Охрид, си платеш со пари, кафе, кусур ќе ти врат. Не знаат уште се плашат. Така, кажете ми, верувам дека кај повеќето луѓе се зголемува свесноста за придобивките на парите пред боновите, така? Нормално и општината и новата администрација многу ни помогна, они организираат тие што се без пари работилници да и научат луѓето како да користат пари, да користат курсата листа. Сега гледаш тука на ден цело време ја менеме. Пред тоа на 50 години еднаш. Што ти расправи? И се планират до 1 јануари 2020 година проектот да биде имплементиран, интегриран на целата општина Кратово, што е. Граѓаните се уште не се навикнати на ваква нагла промена. Екипата на вчерашни ги запраша што мислат за тоа. Не беше страшно, го научиме од општината, така ни рекоа 200 денари и 200 бона на почеток малце ги мешаме, ама те да учиме. До сега собираме потписи за Алиекспрес да може со бонове да се купува, ама повеќе нема потреба со тоа. Можам да кажам дека успешно улезоме во 19 век. Друго интересно што една соработка со Шведска што имаме, а тоа е, вие знаете дека Шведска го тргна кешот како платен промет, воопшто немат кеш таму. А Кратово исто тоа го немат, така да од тоа искуство може да излезете на соработка и ние што велевме да го направиме Шведска едно големо Кратово, мислам, во таа смислова. Драги гледачи, се надевам дека за 2 години ќе им посакаме добре дојде на кратовчани во денар зоната. Па така тие нема да бидат сиромашни во бонови, туку ќе бидат сиромашни во денари. Да бе, кажем, знаеш што јам од прадедо ми беше кратовчанец. Вредат ли овие бе нешто ми ги остави? Вредат бе, како не вредат? Колку вредат? Саки ти ги смено бе. Пејче вредат, ама 100 за пејче кафе да пиеш. Јев ти уште едно 100 што ме рекламират овдека. Што снимали во? Не снимав жив. Завршив. Фала. Земи го бе, ајде, никој не. Фала многу. Ајде.